Например, ја да кажам за оние стари сапуни сам ги правила, значи дури од баба ми, од постари луѓе. После ќерка ми како заврши факултет од овие и почналија по нови модели, по не сакат нели со животинско потекло да биде, сакат по-модерни и почнаа да овие по-модерни и тие ги научи. Овие се од маслиново масло, кокосово, палмино и мацерати правени од камперионово, од камперион, од невен, од босилок има, од се, значи може да става, од лаванда. И после ставам у сапуните од тие. Во кој сапун има невен, се става мацерати од невен. Во кој има лаванда, се става од лаванда. А инаку козјо млеко се става, ладно се прават, не се варат, него чисто козјото млеко е природно и со ладен процес, не е варено и тоа. Се измеша и се додават сите тие работи, после се става во калати, се суши, после се стојат 24 сати, се вадат, се сушат, исто на природно се сушат и после како промаја, не на сонце. После, значи, околу месец дена и после може да се користат. А порано од кожи се правеа, значи од свињите кожи, тие се вареа. А после само со мас, исто и тоа се правеше ладно, мас и сода се мати. Мати, повеќе време се мати и се направи и се изсипе. Па исто у Лондон немавме сапуни, не можам да однесам и ајде ќе направиме маслине, викам. Се купивме таму, значи се има достапно и убаво и дури поевтино од овдека, значи. И направивме со синот, вкусната и така. Цел живот 50 години како сум мажена и нон-стоп земјоделие. Порано и сточарство, но сега не, само малку едно нивче и тоа. Да има од се по нешто посадено, да има за деца природно и тоа.